Добро вечер, второ издание на Дневникот на ТВМ. Брошурата "Инвестирајте во Охрид" со низа технички грешки. Но отлер велат, кој работи, тој и греши. Во брошурата збунува и тоа што како можност за инвестирање е понуден и хотелот Палас, иако не се решени имотно-правните односи за земјиштето на кое се наоѓа. Згора на тоа, Палас е заштитен од завод и музеј поради неговата архитектонска вредност. За прв пат општина Охрид издаде брошура за сите оние инвеститори кои сакаат да вложат во нашиот град. Овој потек на локалната секако е за поздравување, но во првото издание на брошурата може да се воочат голем број недостатоци пред се од технички карактер, како и нелекторирани делови што ги збунуваат сите оние кои подетално ќе проучат. Раководителот на ТЛЕР Ѓоко Апостолов вели дека кој работи, тој греши. Јас сум свесен дека има некои технички пропусти и недостатоци, меѓутоа во наредното издание ние ќе се потрудиме сите да ги отстраниме, затоа што верувам дека на начинов на кој што ние ги систематизиравме овие податоци, му даваме на основна слика на сите заинтересирани потенцијални инвеститори од искуство. Значи, првичните состаноци кои што ги имавме со овие инвеститори, ни ги бара овие основни податоци кои што сега ги имаме во брошурата. Во брошурата како можност за инвестирање меѓу другото е понуден и хотелот Палас. Тука веднаш се наметнува прашањето зошто е тоа направено, бидејќи се знае дека овој хотел поради нерешени имотно-правни односи години наназад е запуштен иако се наоѓа на атрактивна локација. Згора на тоа, тој од пред неколку години е прогласен за споменик на културата и е ставен под заштита на завод и музеј. Јас сметам дека доколку се најде инвеститор кој што би бил сериозно заинтересиран за влегување во процес на купување или било кој друг начин за решавање на проблемот со хотел Палас, тоа би делувало како една иницијална каписла и за националните и локалните институции, а од друга страна и за приватните собственици и на хотелот Палас и на овие локации кои што се вратени, да се најде еден заеднички јазик како полесно би се решил овој проблем. Инаку брошурата, ваква каква што е, веќе се дистрибуира до заинтересираните инвеститори. Таа ќе им се дели на сите странски делегации и бизнисмени кои доаѓаат во локалната. Ќе се дели и преку Агенцијата за странски инвестиции која ќе ја дистрибуира до економските промотори, а доставена и до кабинетите на одредени министерства. Обновувањето на брошурата се планира да се направи во текот на идниот месец, по објавувањето на јавниот повик за сите оние кои се заинтересирани да го понудат својот имот на потенцијалните инвеститори. Одложен пролетниот семестар на студентите на ФТУ Охрид. Причина за тоа е дефект на системот за парно грејење. Деканот на Факултетот за туризам и гостителство професор Сашо Коруновски смирува. Вели дека интензивно работат на отстранување на дефектот и веќе од петок, 14 февруари, продолжуваат редовните активности на факултетот. Дефект во системот за топловодно грејење ги одложи предавањата на студентите на ФТУ Охрид до 14 февруари. Деканот на факултетот професор Сашо Коруновски признава дека во неколку наврати овој систем откажувал. Проблемот според него настанал поради предходно несоодветно изведени интервенции врз него, бидејќи овој систем бил заеднички и на факултетот и на средното угостителско училиште. Решението беше врз основа на предлозите направен технички елаборат за делење на системите и сега се интервенира на тој дел. Тоа е еден пообемен зафат кој што значи неможност за загревање на овие простори во рок од 10 дена. Одговорно тврдам, значи нафта има, сите други работи се под контрола, но ево ова да го кажеме неочекуван испат на системот кој што можеше да предизвика сериозни дефекти во системот, мораше интервентно да се направат некои активности, односно поправки. Студентите се навремено известени, нагласува Коруновски. Додава дека деканатската управа веќе изготвува оперативен план за надоместување на она што е изгубено од пролетниот семестар, кој што започнува од 1 февруари. Морам да кажам дека администрацијата работи во просториите каде што е тоа возможно, значи каде што има клима уреди, а оспособени се и 2 училници со клима уреди, каде што за оние активности кои што не можат да се одложат, како испити, таму се спроведуваат. Уште една со жалење морам да констатирам, навистина ова не беше планирано, но успеавме во таква една ситуација да ги изменачираме работите и да ги доведеме на една поднослива одложување на активностите.
Инвестицијата која што е потребна за одделување на топловодниот систем за грејење чини 14.000 евра. Овие средства веќе се обезбедени, бидејќи како што кажа Коруновски, немало време за чекање. Инаку деканот нагласи дека факултетот е осигуран од вакви дефекти и очекува надомесна штета од осигурителните компании. Отворен час за сите ученици, родители и посетители. Ваков час за прв пат се одржа по повод патрониот празник во училиштето Григор Прличев. Ке се настојува ваквите отворени часови во иднина да станат пракса, велат вработените во ова училиште. По повод патрониот празник во училиштето Григор Прличев денес за прв пат се одржа отворен час. Родителите, учениците и останатите заинтересирани има можност да присуствуваат на овој час и да видат што практично учат нивните деца. Отворен час се одржа по повеќе предмети. Роботиката, која е дел од предметот технички науки, предизвика голем интерес кај учениците. Мојата желба за техниката и роботиката, овдека можам практично да го представам. Со помош секако на наставничката. На почетокот кога започнав, имав помош и од наставничката, но и од поголемите ученици. Сега тие се во средно. Но сега јас сум 8 одделение и сето мое стекнато знаење ми е задача да им го пренесам на помалите ученици. Ги разгледуваме предметите кои ги правеле поголемите ученици и тие прават некои интересни работи. Ги гледам како работат роботите и како се програмираат тие. Интересно ми е бидејќи да ознавам нови работи, како да правиме некои предмети. Секцијата по роботика постои веќе 4 години. Ја посетуваат ученици од 6 до 8 одделение. Интерес има и кај девојчињата, тие се некако рамномерно застапени, значи нема некоја разлика, поготово поради можноста да се склопат со истите материјали, различни лего роботи со различна функција, со различни можности за движење, со различни можности, потоа за нивно, да речеме, преуредување, како да речем на друг начин, така да интересот е подеднаков и кај девојчињата и кај машките. На денешниот час тимот кој работеше по предметот биологија изврши микроскопирање и издвојување на пластиди во растителни клетки, мереа шеќер во крвта, витален капацитет на белите дробови, крвен притисок, седиментација и издвојување на крвна плазма. Ке можат едноставно да покажат колку тие практично сакаат да работат и дека практиката всушност е нешто многу повеќе отколку теоријата, бидејќи теорискиот дел може да се научи, но практичниот дел треба да се внесите во него, да го изработите. Овие отворени часови беа реализирани по други предмети. По географија тимот вршеше симулација на ерупција на вулкана, дечињата од пониските одделенија презентираа своји цртежи или други изработки. Ке се настојува ваквите отворени часови во иднина да станат пракса, велат вработените во ова училиште. А синоќа во преполнетата сала на Центарот за култура беше одржана свечена приредба со која основното училиште Григор Прличев го одбележа патрониот празник. Синоќа во преполнетата сала на Центарот за култура Григор Прличев се одржа свечената приредба на основците од училиштето чиј патрон е големиот поет. Подготовките за приредбата, која што беше круна на дводневното чествување на делото на Прличев, траела 2 месеци, како што изјави директорката на училиштето Силвија Мојсовска. Ние веќе 2 месеци наназад ги правиме плановите за одбележување на овој ден ние како слава на училиштето, возбудени учениците од 1 до 8 одделение, секој со своја точка. Многу ученици сакаат да учествуваат и затоа секоја точка е масовна. Учениците во една безпрекорна организација се покажаа добри таленти во своите изведби, изјави градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Тој нагласи дека одбележувањето на патрониот празник представува историски долг на секоја генерација, но и израз на почит кон претходно создадените вредности, како и порака за традиција која што продолжува и треба да се негува. Просто сум воодушевен од она што вечерва го видовме како перформанси и изведба на учениците од основното училиште Григор Прличев од Охрид. И секако тоа беше круна на овогодинешното, круна на голем број на настани и манифестации кои што во претходните 2 дена имавме можност да
ги организираме на ниво на општина Охрид. Импресивни беа впечатоците на бројната публика која ја следеше свечената приредба. Децата навистина имаа што да покажат, почнувајќи со химната 1762 летово изведба на хорот на Основното училиште Григор Прличев, рецитал од Македонија, инструментални изведи на училишниот оркестар, монодрама, бројни ритмички точки од рап, мултикулти, соло настапи на талентирани ученици. На приредбата која воодушеви публиката и предходеше ликовна изложба и доделување на наградите на победниците по распишаниот конкурс за литературни ликовни дела на учениците од Основното училиште Григор Прличев. Аден Доларт е човекот кој има значајна улога во развод на холандско-македонските односи. Денеска културно-информативниот центар Култура 365 го одбележа роденденот на холандскиот новинар, писател, патеписец и влюбеник во Охрид и Македонија. Културно-информативниот центар Култура 365 денеска, трета година поред, го одбележа роденденот на холандскиот новинар, писател, патеписец и влюбеник во Охрид и Македонија, Аден Доларт. За неговиот животен пат и она што го оставил зад себе, пред присутните зборуваше писателот Мишо Јузмески. Тој истакна дека Доларт е истакнат по тоа што повеќе децении од својот живот потрошил, работејќи на промоцијата на Охрид и Македонија меѓу холанѓаните. Неговата активност, или поточно кажано, Охрид и Македонија како тема во неговото пишување се присутни од 30-те години на минатиот век до речиси последните дни на неговиот живот, пак нели пред неговата смрт, тоест до некаде 70-те, 80-те години на тој ист минат век. Значи се работи за некаде период околу 50 на години, активно творештво, каде што Македонија и Охрид се присутни во неговите творби и со оглед на тоа што се работи за личност која што имала големо влијание, значи како писател, како новинар, имал големо влијание во холандската средина, во холандското говорно подрачје и на тој начин преку таа негова промоција, промотивна дејност и за Охрид, за Македонија, дал голем и широк придонес во будењето на интересот кај луѓето, значи од тој дел на светот на Европа кон Охрид, кон Македонија. Значи потенцирам, тој не носи туристи, не испраќа туристи, тој воопшто тоа не сака да го направи во животот, но сепак свесно или несвесно, намерно или ненамерно успеал да предизвика на, би рекол, мала културна револуција во свеста на холандската читателска јавност. На 29 мај 2006 година беше подигнат споменик во чест на Аден Доларт, кој за жал во неколку наврати беше мета на вандали. Јузмески нагласи дека спомен обележието на Аден Доларт не ја врши функцијата за која што е наменет. Во моментот, подолго време, не само во момент, во денеска него, со години не се води сметка за тоа обележие и со тоа што го представува, значи фактички тоа е повеќе обележие на нашата негрижа, на нашиот однос, не само кон воопшто кон Аден Доларт, него воопшто кон целина, кон градот, кон животот. Значи се води негрижа, би рекол, тоест не се води никаква сметка и секогаш кога ги поминам таму само се разочарувам. Мислам, пак речем, иницијативата се постави, тоа е убаво, но со ова што се прави фактички тоа е може и не треба да се постави воопшто. Веќе во состојбата во која се наоѓа моментално, тоа служи за сосема други цели, тоест би рекол, тоа е веќе огледало на нашата негрижа. Аден Доларт е роден на 7 февруари 1901 година. Неговото вистинско име е Корнелис Јоханес Георг Спулстра Помладиот. Автор е на бројни книги, романи, патеписи, раскази, поезија. Покрај за Охриѓанин најпознато дело е единствено преведено на македонски јазик, Свадбата на 7 цигани. Во Македонија Доларт пронашол инспирација и за патеписите Дивјаците на Европа, За слобода и смрт, 4 месеци кај комитите и романот посветен на борбата за слободна Македонија, Ориент Експрес. Следуваат вестите од светот. Американскиот Стейт Департмент испрати официјално извинување на Европската Унија за недипломатското однесување на американскиот експерт за Европа во Министерството за надворешни работи и помошник државен секретар Викторија Њуланд. Њуланд во тајно снимен телефонски разговор порача Европската Унија да оди во мајчината поради начинот на кој се поставува во врска со кризата во Украина. Снимката која била објавена на интернет од анонимен корисник е направена од телефонски разговор помеѓу Њуланд и американскиот амбасадор во Украина Джефри Пјат. Портпаролот на Стейт Департментот Псахи изјави дека ова било низок удар од страна на Русија поради начинот на кој руски функционери ја промовирале снимката. Псахи не сакала да потврди дали разговорот е автентичен. Снимката беше објавена вчера пред средбата на Њуланд со украинскиот председател Јануковиќ. Германската канцеларка Ангела Меркел остро ја критикуваше изјавата на Викторија Њуланд на сметка на напорите на Европската Унија за решение на кризата во Украина, нарекувајќи ја апсолутно неприфатлива.
Продолжуваат протестите во Босна и Херцеговина. Илјадници граѓани се собираа пред зградата на кантоналната влада во Тузла, меѓу кои и десетина маскирани демонстранти. Како што пренесуваат босанските медиуми, зградата е блокирана од 3 страни. Демонстрантите фрлаат петарди, а се слушаат и топовски истрели. Безбедноста во градот е засилена. Полицајци и специјалци се распоредени околу зградата на владата и на главната улица. Денеска во Тузла не работат училиштата и факултетите. Демонстранти се собираат и во Сараево, Бања Лука, Зеница, Грачаница и многу други градови ширум Босна и Херцеговина. Протестите кои во средата ги почнаа незадоволните работници од пропаднати приватизирани компании ескалираа во текот на вчерашниот ден, кога беа повредени близу 200 луѓе. Франција и Британија прогласија највисоко црвено ниво на тревога поради поплавите во крајбрежните области. Велика Британија ја ангажираше кралската морнарица да помогне во сузбивањето на разорните поплави, незапаметени во последните 250 години. Премиерот Дейвид Камерун вети помош од 35 милиони евра за најпогодените области. Во Шпанија пак ветрот со јачина од 130 км на час предизвика бранови на западниот брег високи 8 метри и предизвика штети од повеќе милиони евра. Бразил соочен со нови безредија во пресрет на светското првенство во фудбал. Гневот на бразилците поради зголемувањето на цените за билетите во автобускиот и железничкиот сообраќај премина во насилство. 7 лица беа повредени во судири со полицијата за време на протестите. Полицајците употребија солзавец врз демонстрантите кои ги кршеа автоматите за билети за јавен превоз и поставуваа запалени барикади. Рускиот град на брегот на Црното море, Сочи, од денеска е домаќин на 22-те зимски олимписки игри, кои се најскапи во историјата. Во изградбата на олимписките арени властите вложија 50 милиарди долари, што е 4 пати повеќе од планираните 12. Поради терористичките закани, градот наликува на безбедносна тврдина опколена со авиони и воени бродови. Во присуство на 44 светски лидери, Олимпијадата свечено денес ќе ја отвори рускиот председател Владимир Путин. На свечената церемонија нема да присуствуваат водечките светски лидери како Обама, Меркел, Оланд. Олимпијадата во Сочи на светот требаше да му ја покаже не само новата слика на Русија, туку и да представува и триумф на Путин. Но новинарските прилози, интернет коментари и телевизиски репортажи се погрижија за тоа да бидат прикажани проблемите како корупцијата, непочитувањето на човековите права, уништувањето на животната средина, цензурата на медиумите, хомофобијата, па дури и лошите услови во хотелите во кои биле сместени новинарите. Тука е крајот на првиот информативен блок. До дневникот во 22 часот. Имајте пријатна вечер.